Постојат 3 вистини што ќе ти го сменат животот, само доколку имаш храброст да го прифатиш тоа. И здраво на сите, добре дојдовте во нова епизода од Патот кон себе. И здраво на сите, еве не повторно назад. Се надам дека сте добро, дека се наоѓате во добро расположение, дека сте најадени, дека сте напиени, дека ништо не ви фали и дека конечно седнувате после долг ден и пуштате мојот подкаст и уживате во истиот. Вака, денешната тема и денешниот наслов е 3 вистини кои што ќе ви го променат начинот на животот, но само доколку сте спремни и доколку прифатите фактот на самата промена. Уживајте во ова видео. Пред да го започнеме ова видео, ви се заблагодарам за огромната поддршка што ми ја дававте овие неколку дена откако излегува моите претходни видеа. Фала ви за сите шерови, за сите претплатници, ако сме само 10, но меѓутоа зошто не бидеме и повеќе. Фала ви премногу, многу сум благодарен на секој еден од вас. Се надам дека и ова видео ќе ви донесе само позитивни мисли, така да уживајте. Првата вистина е дека никој нема да ве спаси ако не се спасите самите. И ова е многу реално. Сега ќе ви кажам и зошто. Се надам дека сите некогаш во животот сте побарале помош од некого, сте биле во тесно, сте биле на дно, сте имале негативни мисли и ви било премногу лошо. Кој од тие луѓе што ви се блиски вас ви помогнале да излезете? Запрашајте се длабоко. Кој од тие луѓе што вас ви се блиски ви помогнале да излезете од тој пекол? Многу малку, нели? Погодив во право сум. Да, зошто? Затоа што реално на луѓето не име гајле вас дали ви е лошо. Ред исклучоци, постојат луѓе кои што навистина се грижат за вас и за вашите чувства и што навистина имаат премногу емпатија во себе. Но доколку самите не се потикнете да си спасите од тој пекол и да си помогнете, нема никој да ве спаси. Затоа што луѓето може да зборат, луѓето може да ви даваат совети, меѓутоа доколку вие не сте спремни да ги прифатите тие совети и да ги искористите против злото, нема никогаш да излезете од истото. Затоа останете до крајот на ова видео, за да ви покажам кои се тие 3 вистини кои што може да ви го променат животот од корен. Моментот кога ќе престанеш да очекуваш да мрдаш напред, тогаш животот ќе мрдне напред за вас. Што значи ова? Кога во животот навистина ќе се откажете од се и од пријатели, веќе сте уморени и не можете едноставно да го трпите сето тоа, ќе се откажете од се и нема повеќе ништо да очекувате од никого. Кога најмалку ќе очекувате, тогаш во животот ќе се случат најубавите работи. Енергијата секогаш ја покажува вистината. Вака, луѓето може да лажат со зборови, но самата енергија не може никогаш. Луѓето може да кажуваат дека сака да ви помогнат, ќе бидам тука за тебе, но доколку не добивате по таква енергија од нив, знаете дека тоа се само празни зборови, дека се само обични лаги, колку да испадне дека само нешто ви кажале. Ако некој ви зборува убаво, а при тоа после тоа зборење убаво вие пак се чувствувате избунети и празни и ви е лошо, тоа значи дека зборовите биле лага и не биле вистините. И во ова што ви го кажам сега, ќе знаете правата вистина. Научете да го слушате телото. Телото знае многу и телото може да ви даде знаци за било што. Дали тоа било токсична врска, телото може да ви дава знаци, да се разболувате постојано. Што и да било, прво ќе ви дава знаци телото, па потоа умот. Доколку почне веќе умот да ви дава знаци, тогаш навистина работите се надвор од контрола и треба да се превземат по сериозни работи, од типот на одење терапија на психијатар и пиењето лекови, а нели доколку не сакате да дојдете до таа фаза, работете на себе и дајте се од себе за утре кога ќе се разбудите да кажете беше тешко, но успеав. Доколку нешто ве боли, ова е вистина број 3. Ако нешто ве боли, знајте дека нешто во вас треба да биде сменето. Дали тоа било срцето, душата, дали тоа било главата, мозокот, не знам, телото. Самата промена е видлива после многу долго време. Не е видлива ни последна недела, ни последен месец. Треба премногу време за да се види промена кај некого. Не викам не, има исклучоци, каде што навистина некои личности се менуваат и за една недела. Но тоа треба да си ептен навистината си карактер, за да можеш нешто такво да направиш.
Доколку чувствувате нешто, тоа значи дека треба нешто во вас да биде променето. Игнорирајте интуицијата, доколку нешто тука ви кажува дека нешто не е окей со вас и не е окей со луѓето околу вас или општо со вашиот живот, него игнорирајте тоа чувство, затоа што тоа чувство, таа интуиција може да ви донесе многу и да ви помогне многу. Дали тоа било за убави работи или за неубави работи, така да секогаш ова чувство тука што го чувствувате, искористете го паметно. Не ги игнорирајте ситуациите што ви ја трошат душата. Од типот на не игнорирајте ситуации каде што навистина некоја личност вас ви изморува. Вие ако искачате од дома прерасположени со таа личност, после дома се враќате утепани, тоа значи дека ви ја цедат енергијата и дека тие луѓе не влијаат добро за вас и дека не треба да бидат во вашето опкружение. Подобро да останете сами отколку да имате такви луѓе во вашиот живот. Да, ќе ви кажам уште неколку вистини. Реагирајте помалку, но се околу вас забележувајте повеќе. Ја, например, сум карактер што е деталиста. И ја многу детали знам да памтам. Можам да памтам детали што биле пред 6 месеци, пред 5 години, пред 10 години, пред 12 години, доколку тоа ми е тука негде врежано, можам да се сетам веднаш. Така да памтете ситуации, памтете детали, но помалку реагирајте на сите работи. Доколку некој проба да извлече реакција од вас, речете: "Океј, супер, фала ти, тоа е твое мислење, но јас не се пронаѓам во истото, ти посакам се неубаво, чао чао." И толку, едноставно. Една врата мора да затворите во животот, за да се отвори друга. Врата во која што ќе влезете и врата во која што самите вие ќе процветате. И ова е вистина, ви го кажам од лично искуство. Јас сум бил на дното, јас сум се чувствувал премногу лошо. И никој не го знае ова. Никој, ама баш никој. Ако самиот не одлучив дека е време за промена, немаше никогаш да се промена. И верувајте ми, еве се најажив. Неколку мои блиски пријатели само знаат. Да. Доколку не сте спремни за промена, нема никогаш да се промените. Јас знам, има луѓе депресивни што не можат да откриваат да станат, тоа ми е сосема јасно. Но затоа постојат други случаеви. Слушајте го вашиот инстинкт, слушајте го срцето што ви зборува. И ќе постигнете многу во животот. Ако не ми верувајте, пробајте. Буквално нема што да изгубите. Немате што да изгубите. Можете само да добиете многу повеќе. И верувајте ми во ова што ви го кажувам. Завршивме со 4 знаци, 4 вистини што може да ви помогнат да го промените животот, а сега ќе разговараме за нешто малку поинаку, нешто што вклучува на малку духовната душа, духовниот свет, самите вие. Нели, тие што верувате, тие што не верувате, можете пак да го изгледате видеото, немате што да изгубите, инаку се надам дека ова ви се допаѓа. Би текна така наеднаш, викам че ќе да ставам нешто што ќе биде така кози, ќе биде интересно. Ова иначе соба на брат ми и прејака соба има. Немам збори скоро. Нема веза. Вака. Кога Вселената ти праќа знак, се случува следново. Прво се појавува немир пред јасноста. А што би значило тоа? Пред да се случи нешто, прво ќе се појави многу голем немир кај вас духовно. Зошто? Затоа што просто така функционира духовниот свет и духовниот живот со живите луѓе, со човештвото. Пред да се случи некаква јасност, ќе се појави огромен немир во вас и во вашето тело, во вашата душа. Зошто? Секој голем знак почнува со мала трема во душата. Значи, секогаш нешто убаво што треба да се случи, мора да има нешто лошо. Зошто? Па там не мора да е тоа нешто навистина премногу лошо, може да биде и убави работи. Не збориме само за лоши работи. Ова видео не е само за лошите работи, се разбереме, ја само чисто кажувам работи што треба да ги припазите.
доколку се одлучите да работите на вас и доколку се одлучите да имате било каква промена во вашиот живот. Пред да ви се случи нешто убаво, мора да ви се појави некаков немир во вас. И не го избегнувате тоа чувство, затоа што тоа чувство не е анксиозност, туку тоа чувство е духовно будење. И нели да не се повторувам. Околу вас се појавуваат бројки и символи. Вака, имам премногу искуства каде што ми се појавиле срце на кафе, срце од млеко, срце случајно ќе видам од вирче, од дожд што врнело, срце ќе видам на прозор, срце ќе видам во небото и тоа се знаци. И ја мислев дека вау, како само мене. Имав една другарка, Сара, поздрав за Сара, каде што секој ми праќаше од незините кафења што ги пиеше срциња. Ама во буквална смисла, не знам како да ви објаснам. И ја бев во шок. Ќе гледат исто така бројки, например 1-1-1-1-1-1, 4 единици, 6-6-6-6, 2-2-2-2 и ама постојано ќе гледате тие околу вас. Било каде да се свртите, вие ќе ги гледате тие бројки и тие символи. Доколку нешто големо се спрема да ви се случи во животот, некаква промена, нешто преубаво во вашиот живот, многу знаци ќе ви даде Господ и самиот универсум. Така да и одлично искуство ви кажам, сум гледали бројки, сум гледали срциња, сум гледали секакви знаци и на крајот на вистина се случували убави работи. Луѓето исчезнуваат за да се појават нови. Во животот сите губиме луѓе, дали тоа на еден или друг начин. Тие луѓе што се вистински луѓе во вашиот живот ќе останат во него до вашиот последен здив. Тие луѓе што не се за вас, Бог ќе ги острани. Зошто? Затоа што самиот Господ слушнал разговори кои што ние не сме ги слушнале и самиот Господ нас не чува од зло и не чува од лоша енергија, така да доколку губите некои луѓе, знаете дека тоа е со причина. И самиот Господ ќе ви дава знаци дека тие луѓе не се за вас. И тие знаци ве молам, не ги игнорирајте. Се надевам дека ви се допадна денешната епизода од мојот подкаст. Ова е последна епизода од првата сезона. Наредната недела продолжуваме со нова сезона. Ќе имаме така некоја мало студио, ќе биде малце поубаво, ќе имаме гости, ќе имаме нов микрофон, така да се надевам дека ќе се дружиме и наредната недела, ќе разговараме на други теми со многу повеќе луѓе и само сакам да ви кажам едно нешто. Слушајте ме внимателно. Не е случајно што ова видео го гледаш токму сега. Првиот знак веќе пристигна. Но на тебе е. Дали ќе го следиш понатака? Чао, чао.